СДСМ како одговорна партија целосно е посветена на спроведување на активности за спротивставување на дезинформациите, лажните вести, со што ќе се спречат штетите кои му ги нанесуваат на нашето општество. СДСМ се посветила на битка против лажните вести. Изработиле дури и план за како да се борат со нив. Зошто владата, иако тоа е дискутабилно, не го прави овој план, туку СДСМ немаме одговор. Од владеачката партија не одговори на телефонските повици на Алфа, за да објаснат на кој начин ќе се проверува што е лажна вест. Но портпаролката Кузевска во пресот не заборави да напомена дека наводно медиуми блиски до опозицијата ширеле лажни вести. Тенденциозниот план на СДСМ, според новинарот Саша Димовски, е обид партијата да се изедначи со државата и е класично мешање или замолчување на медиумите. Тоа би изгледало вака. Кога би се објавила било која информација за темите за кои веќе ги посочија, а тоа е веројатно ковид кризата, владините реформи, НАТО системот или локалните избори кои треба да се случат во 2021 година, ние во текот на денот ќе се соочиме со серија на произведени вести од машинеријата на СДСМ кои ќе викаат лажни вести и преку нивните така наречени ботови или проверувачи на факти ќе ги споделуваат на социјалните медиуми. Димовски вели дека во секое нормално демократско општество демантот е единствената работа која може да се испрати до медиумот и тоа од страната која е засегната, а не да се креира стратегија за замолчување. Ние во оваа ситуација сега ќе се доведеме да имаме нетранспарентни министри, градоначалници и функционери кои нема да даваат изјави, нема да се појавуваат во медиуми кои критички ја обсервираат нивната работа и вие кога ја немате едната страна, веднаш ќе се појават така наречените проверувачи на факти кои на социјалните мрежи ќе заплиснуваат дека станува збор за медиуми кои се непрофесионални и на тој начин ќе ги девалвираат, ќе ги замолчуваат критичките медиуми, не давајќи им простор да истражуваат, бидејќи секогаш едната страна, во случајов владеачката СДСМ, нема да се појава ниту на дебати, ниту ќе одговара на изјави, на прашања на новинари кои се критички кон нив и затоа ќе ја добиеме оваа партиска машинерија што е страшно. Владеачката СДСМ, повторувам, влегувајќи во устата на владата, покажа дека овде не станува збор за некаква демократија за која државата е заинтересирана, туку за демократија, односно за вистина која ќе биде само по волја на владеачката партија. Дали ваквиот партиски план за борба за лажни вести ќе ги опфаќа и функционерите од власта кои шират лажни вести, а не само критичките медиуми чија вистина на власта не ја одговара, останува отворено прашање.